Владината коалиција е стабилна и наместо политиканство време е за работа, вели премиерот Мицкоски по најавите дека паралелно со реконструкцијата на владиниот кабинет се водат и разговори за зголемување на парламентарното мнозинство. Владата е стабилна. Убедливата победа на локалните избори покажа дека оваа влада има јасна и недвосмислена поддршка. Носечки столб во таа влада е ВМРО-ДПМН и коалицијата која што ја предводи. Време за политика и политиканство заврши, да ги засукаме ракавите да работиме, не чекам многу работи. Не би можел ништо да споделам додека не биде, ништо не е готово додека не е готово. Албанскиот коалиционен партнер пак јавно тврди дека по изборите во 4 општини во јануари ќе порасне парламентарното мнозинство и пратеничката група навреди. Пратеникот Азизи Засител не открива имиња, но потврди дека се водат интензивни разговори со пратеници кои се разочарани од политиките на Наи и Ахмети. Можам да потврдам дека имаме контакти и разговори со пратеници кои што се моментално дел од опозицијската коалиција. Повеќе опозицијски пратеници ја прочитаа пораката на граѓаните на локалните избори и се спремни да ги поддржат политиките на развојот и промената. Верувам дека во наредниот период ќе имаме подетални и официјални информации за конкретни имиња. И додека вреди најавува политичко укрупнување, пратеникот на Наи Блерин Беџети, против кого е поднесена и кривична пријава, директно го обвини премиерот Мицкоски за политички притисок врз него како пратеник, за да се зголеми парламентарното мнозинство. Таа е дел од организирана хајка, режирана од власта и директно од премиерот Мицкоски, со јасна цел да се врши притисок врз мене како пратеник за да се зголеми мнозинството во парламентот. Денес јавно им порачувам дека ниту јас, ниту било кој друг од пратениците на Демократската унија за интеграција не се плаши и нема да му попушти пред притисоците на власта. Конкретни чекори околу евентуално зголемување на мнозинството се најавуваат по владината реконструкција и спроведувањето на изборите во општините, каде не беше постигнат потребниот цензус. А конечниот извештај за локалните избори од ДИК веќе е пристигнат во парламентот, потврди од кабинетот на Гаши. Според тоа, тој ќе ги распише изборите за 4 општини како тие би се одржале во законски предвидениот рок. Датумот 11 јануари, кој е една од опциите за одржување на изборите, е прифатлива и за премиерот. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија.